Комичен мегахерц. И светна си ја личката во ова петочно попладне. Добар ден, драги мои мили слушатели и слушателки, сите вие кои што се возите на кај зимските центри Куманово, Крушево, Маврово, Дебар и Битола. Поздрав до вас, поздрав до сите камионџи, поздрав до сите таксисти и официјално да ви ја честитам новата година, да ви ги честитам сите празници кои што помина и ви посакувам во новата година да бидете среќни и весели како и секогаш. Инаку денес со мене во моето студио нема да е мојот ководител тука, затоа што беше многу зафатен со други обврски. Оправдано е одсутен. Денеска со мене тука ќе биде мојот водител во неволја, водител за неволја, како што љуби да каже самиот тој. Значи ме менувал и мене, сега е тука за да го смени Атана Стоев, за да ја надополни оваа емисија нашиот трет еден и единствен Столе Мицов. Здраво, здраво, здраво. Здраво, 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 како си Стојанчо? Добро, еве се будиме полека. Што правиш? Ништо, еве. Значи јас обично ветувам дека секој петок има сонце, но денес за жал нема сонце, но не очајувајте, тука сме ние со комичниот мегахерц. Ветувам дека до крајот на оваа емисија до 13 часот во Скопје ќе огрее сонце. Не знам како е во другите делови од нашата мила Македонија. Иначе, денеска е јануари 13-тиот ден од оваа година според Григоријанскиот календар. Се збунив, не е престапна беше минатата. Значи, остануваат уште 352 дена до новата година. Добро размислете каде ќе ја славите и каде сакате да одите, затоа што ќе има супер понуди, но отом потом. Инаку денеска исто така е 13 петак. Петак 13, точно така. Денеска е Стара нова година или нашиот верски празник Василица и официјално го честитам именденот на мојата мајка. Нека е среќен вековит и за многу години. Инаку, да е жива и здрава. Да е жива и здрава. Инаку петок 13 е ден од кој што луѓето многу се плашат. Стравот од петок 13 се нарекува параскеводекатриофобија, параскеводекатриофобија или фригатрискаидекафобија. Да. Нешто. Да. Дали Толе ти се плашиш од петок 13? Не. Не се плашам од петок 13. Јас сум роден на 13 четврток во 23:30. За пола сатки сум се родел 13 петок. Така да ти си уствари пред, како се вика, пред градието на петок 13, ти го плашиш петок 13, затоа петок 13 не е во четврток, затоа што Столе е роден во четврток. Го исплашил и затоа е петок. Так. Значи, денот кој што исто така се нарекува и црн петок, ке многу народи предизвикува несватливо чувство на страв, но на овој датум многумина се парализирани од страв, да знаете, некои се откажуваат од патување со авион, некои воопшто не патуваат, но кај нас се падна на убав верски празник Василица, така да слободно нека дојде, ние ќе го ишамараме петок 13. Столе, дали сакаш сега ја и ти на нашите слушатели да им дадеме една убава топла музика да ги стопли во овие студени денови? Се сложуваш? Па може, не знам дали работи топлификација, така да може да пуштиме една песна. Океј, еве една песна, поздрав директ од топлификација и од нашиот Далибор Зафировски. Голем поздрав од нашето студио. Том. Аре, идеме. Јас сум брзи, а вие слушате комичен мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Това беше брзиот Вардарските пастови, а Вардарските пастови ќе можете да ги погледнете во понеделник на 16.1.2017 година. Треба време сега да се најдем нова 17-та. Да, понеделник. Таму ќе ги погледнете Брзи, Джаро, Лепи кој што е со мене во студиото, Жица, Роки и Каса. Така да, исто така ќе имате можност да ги погледнете Лина и Шефчево, кој што се случува се во неговиот бар. Добро, Столе. Да. Значи, уште еден факт ќе кажем за петок 13, па ќе продолжиме со муабетот. На тајната вечера присуствувале 13 луѓе, Исус и 12 апостоли. И до ден денес ке многу народи се уште постои суеверието дека 13 души не треба да седат на едно исто место, односно на иста маса. Предавникот Јуда дошол последен на тајната вечера и прв си одишол. Други сметаат дека Исус Христос е распнат токму на денот петок. Затоа постои и тоа суеверие за петок 13 плюс како додатен факт на другите. Инаку би сакал Столе да ги поздравам нашите ракометари кои што вчера направија раката бум. Браво. Во Франција на светското првенство против Тунис. Да. Дали слушна химната на Тунис, колку е чудна? Не.
Значи, си оди нашата химна, нормално, се супер. Така си лепди полека низ воздухот, како да тече една река, полека убаво почнува туниската химна и тоа звучеше како реге мелодија на изгребано CD, да прескокнува цело време. Значи, кој што има можност, нека си пише туниската химна да ја слушне на YouTube и ќе види како тоа звучи. А и не мора. Фантастично, но и не мора, да, ние да не ви ја пуштаме во емисијата. Столе, само да го најдам нашиот репертоар, а додека го најдем репертоарот, кажи ми што спремате следно во театарот на комедијата. Во театар комедија спремаме нова представа, премиерата треба да биде околу 26 јануари. Се работи за представата Трудна приказна, кој што е текст на Благица Секуловска, драматурка е нас во театарот, режија на Лидија, режисерка од Црна Гора, презимето? Дедович, да. Исто, инаку таа исто директорка на театарот во Цетиње и е еден неверојатен режисер, многу интелигентна жена. И ама не ја слуша Лидија емисијата, знаеш така? па да, ама мислам дека ќе ја пуштам после јас. Кога ќе отидам на проба ќе ја пуштам. Одлично. Може ќе ми даде да играм некој друг лик. Така. Добро, значи тоа е од прилика приказна која што се случува во 2032 година во Скопје, така? Така, се случува 2032 година во Скопје, во да не ја раскажуваме ствари. Па не раскажуваме, само еден мал тизер, како да кажеме, се случува во еднината и всушност целата представа е рециклажа на Македонска крвава свадба Црнила? на Ленче Кумановче и на Црнила. Така. Значи, ти од минатото доаѓаат во еднината и се дешаваат многу интересни ствари. Се случуваат многу интересни работи, да. И мислам дека ќе биде доста интересно за гледање. Инаку, да ве подсетам, значи 15-ти први во недела е представата Првин ќе ме земеш, после ќе ме... 3 точки. 3 точки. Тоа е во изведба на театарот Крик, поддржано театар комедија ќе се игра во недела во 20 часот во театар комедија. 16-ти први понеделник, како што кажавме, представата Вардарски пастови, 17-ти први вторник Нешто пропуштаме и таму игра нашиот Столе Мицов и 18-ти први среда Стюардеси. Сега за сега тоа е тоа. Со следни апдејти на репертоарот ќе се видиме и чуеме понатака во животот. Добро. Столе, како помина за новата година? Ајде малку да им кажеш на твоите слушателки. За новата година. И не им честитавме нова година. Срекна нова година, срекни празници. Се немаме слушнато од тогаш. Точно. Од старата нова година. И јас не знам, јас бев у кафана цел ден со другари. Супер. Заглавив многу убаво така и после отидов у Мната и си проедов супер. Мната беше одлично. Исто, мислам дека утре ќе се случува пак истата вечер, Ноќ со звездите. Аха, да. Утре или вечер, бе? На 14 мислам дека е. Па утре. Да. Стендап на Сашко и после Игор Джамбазов и Гуру Харе бент имаат концерт. Супер, тоа е одлично. Беше баш онака невообичаено, интересно. Не е кафана. Да, не е кафана, што би рекле. Но како и да е, некои се навикнати на тоа, некои новата година ја замислуваат нешто поинаку, не се замислуваат така да седат, па после тоа на коктелче, како после премиера. Па и мене ми беше малку чудно. Сега дојде 10 типол и мене ми беше време за пирошка, а немаше пирошка. Так, разбираш, малку ми беше чудно. Да, пред јадењето тогаш. 10 типол сега. Тогаш се дава пирошката точно така, па се служи вечерата, па доаѓа невестата. А дали влезе невестата? Не влезе. Не, излезе. Излезе невестата. Добре, за новата година бев во градот под Самоиловите тврдини, градот Охрид, нашиот безвременски Охрид кој што е заштитен од многу луѓе, така да заштитен и од самиот Господ Бог, и јас бев исто така таму да го заштитам, но не стасав да го заштитам затоа што веќе беше заштитен. И мене ме фати тој вирусот и вирусот ме заштити. Јас седев дома вечерта со температура околу 40 степени, малку помалку од мојата омилена ракија која што си ја пијам, има 43 степени. Така да, најверојатно сега татко ми слуша и вика, види го бе пијаничиште само за алкохол изборува. Но како и да е, уште еднаш голем поздрав до сите кои што не слушаат. Еве го сонцето почнува полека да се надзира. Јас ви ветив дека до 13 часот ќе имаме сонце во нашето студио. Така, јас затоа ставив наочари. Да, јас ставив наочари. Обично наочарите ги носиме ради од блесокот, е многу јак. Да. Од карши, но како и да е, веќе наочарите стана навика, очилата да не ми замери некој и полека се навикнавме на сите тие работи. Затоа што кога ќе ги извадиш наочарите и сега има и снег доле и
ти блеска, па плачеш, па луѓето ќе помислат види го емотивен и така натаму. И така натаму. Дали Столе знаеш што ќе се работи во театар комедија после ова? Кога ќе заврши? Нешто имате некакви најави, нешто се знае? Знам, има најави дека ќе се работи турбо до септември. Треба да работиме уште 2 представи. Едната ќе ја почнеме во јануари, одмак откако ќе ја завршиме ова што работиме сега, па после наредна ќе работиме за Охридско лето, мислам. Така? Не знам јас. Како не знаеш? Не знам јас. Јас сум тука во својство на водител. Да. Јас заменски водител, затоа не знам све. Така, Ако кажам нешто што не е точно, не сум крив. Јас мислам дека ќе се работи следно сон на летната ноќ, па тек после нејзе ќе се работи нешто за Охридско лето. Колку што сум сигурен и воведен во настаните. Да? Да. Па тогаш работиме во различен театар, не знам кај нас. Најверојатно. Кај нас нема да се работи не, тоа. сигурно се работи во исто, но се работат, ти го имаш разбрано обратно распоредот. Или јас го знам обратно, не знам. Може. Како и да е. Како се справуваш со ова ладноќа, Столе? Седам дома на топло. Така топло ти е дома доволно? Да. На што се топло? Ствари немам дома. Да. Добро, дома е каде што ти се блиските. Каде што ти е куферот. Да, дома ти е што ти е куферот, точно така. Во нашиот Или случај. каде што ти е греалката. Или така, да. Да, не, па не знам, многу е ладно, се седи дома Со што се греете? со греалка. Со греалка? Струја. На струја, да. Најубаво. Добре, јас бев за празниците Прилеп и обично во Пелагонискиот регион, па и генерално во цела Македонија, каде што централното нема земено замав толку многу, има земено само во Скопје, се топли само една соба. И другите простори од куќата се многу ладни и тоа е страшно, значи Исто. трпиш да не отидеш во ВЦ. Надрава се грејме. Надрава се грејме, да, и ние надрава се. Не, ние се грејме на пелети, сега да ме извиниш. Тоа е една нова софистицирана верзија, да не правиме реклами. Но ти кажувам дека најзафркнато ми е кога треба да одам во тоалетот. Дали било голема, дали било мала потреба, дали било туширање. Така да 10 дена во Прилеп си бев изземнат, што би рекле ние во Прилеп. Ја не идев вакво по потреби, никако. Не Ја бев во Виница 4 дена, не идев. Потребата доаѓаше по тебе? Да. Па чиста работа. Дневна, многу убаво. Одлично. Додека ги сумираме овие информации, да се подзагрееме малце, ќе ви оставиме време да уживате во музиката што ја одбра нашиот музички реализатор. Поздрав до студиото, одиме со музика. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Мановци го слушамо на 99,3. И се враќаме во студиото, што туку Столе ми објаснуваше неговата голгота со замрзнатите патишта, како тоа за малку ќе загинел со неговиот автомобил Ford Fiesta со регистарски таблички пип и со боја небесно плава. Значи, ја не знам како се справувате вие со овие замрзнати патишта, но претпоставам дека сите имате по некоја интересна приказна да споделите, затоа што навистина во овие временски услови тешко е да се преживува, тешко е да се оди пред се, да се движи на нови замрзнати патишта и тешко исто така да се вози. Но како и да е, тука сме живи и здрави, мораме да се справуваме со тоа што ни го сервира мајката природа, што него лечи човечкиот фактор, ке мораме ние сами како единки човечни суштества поедини да се справуваме со временските услови. Столе, врати се во моето студио и те молам, кажи што мислиш за нашите спортски успеси. Значи, ракометарите направија бум и нашата тенисерка Лина Ѓорческа, направи исто така бум. Ајде малку повеќе околу ракометот, дали го гледаше? Да, ја гледав утакмицата и второ полувреме на почетокот нели губевме 4 разлика и не знам што се случи одеднашка. Дечките задните 10 минути, што е чудно за македонска репрезентација, направија нешто што беше неверојатно и победија со 4 разлика. И имаше интересно видео. Го прашуваат Столе Стојлов, што се случи, губевте минус 4, после победите со 4. И Столе се врти и вика, поима неам. Па да, баш поима неам. Тоа се такви чудни моменти кога те обзема една колективна енергија и едноставно се дешава магија. Не можам да го споредам со театар, но ќе пробам, затоа што еве на сцена често пати имаме колективни сцени кога ќе ти се случи тоа, како викаме ние, да се осети енергијата, да се осетиме ние на сцена, тогаш се случува навистина нешто кое што не може се случува еден
како се вика, едно стаклено ѕвоно од магија кое што просто не може да биде разбиено Така. од надворешните сили, така да најверојатно било и со коментарите. Сега тие што ме слушаат викаат што треси глупости овој. Ти сакаш да кој кажеш тимски звоно, тимски кој- дух сакаш да некој кажеш. тимски дух, некоја тимска вибра Над звоното. назад звоното. Стаклено звоно. А инаку Илина почна да пишува историја за македонскиот тенис и нели на Австралија Open мислам Да. дека беше ова. Ја победи фаворитката кој ствари ја местеа за натаму за погоре. Точно. А таа ја победи. Ни 5 ни 6. Ни 5, ни 6, сија победе. Не. Браво, браво, секоја чест. Навистина добро е кога имаме успеси, кога имаме светли точки во овие темни мигови што би рекле нашите пријатели. Но како и да е, ние сме тука да ви даваме светлина во етерот, да ви даваме свежина и да ви даваме сонце. Пред нашето студио сонцето веќе угреа, тука не се седи, од што е топло кај вас, не знам како е. Јас ви ветив сонце и сонцето дојде. Столе, која музика преферираш да ја слушаш? Не сум те прашал. Јас Да. мислам дека ме праша у првата емисија кога бев овде. Не, сигурно. Да, омилени бендови ми се Pearl Jam и EKV, а исто го обожавам Jack White, ми е звер. И исто од балканските Дамир Урбан, не знам дали си слушнал за Дамир Да, Урбан. како не. Сум слушнал. Пејачот на Лауфер, некогашната Лауфер. Тоа Да, ми е така во далечната мелем. 74-та година, Не. кога ние се вративме од војска. Не. Дали си слушнал за бендот, јас сум сега навлечен на нив, Sound Effect се викаат. Да, Дали си ги одличен слушнал? бенд. Навистина одличен бенд, Одличен препорачувам бенд. на сите да ги слушнете, а Pearl Jam, незаменливите Pearl Jam. Сега слушав скоро изведба на Pearl Jam со Beyoncé Redemption Song. Значи, навистина фантастично, кој што ја сака таа песна, нека ја слушне ова изведба, ќе види дека навистина се отварат едни нови димензии и едни нови врати. Инаку на денешен ден, тоест не на денешен ден, на петок 13 се смета дека денот бил петок, како го изброиле дека е 13 не знам, но Ева во рајот го измамила Адам со јаболкото токму во петок. Да? Да, значи токму во петок било тоа. Исто така на овој ден во петок се случила библиската поплава. На овој ден петок Каин го убил Авел. Бог на петок 13 ги измешал јазиците во Вавилонската кула. Ова е доста интересна приказна. Сите вие што не слушате чекај. сега во моментов имате деца, најдете ја приказната за Вавилонската кула и како тоа Бог ги измешал јазиците, на вистина е добро. Го има во секоја Библија. Се надевам дека извадоци можете да најдете и на Google. Повели Столе? А како Адам и Ева имале календар? Па не знам, затоа ти викам како израчунале дека на петок 13 се случило ова. Не ми е јасно ништо. I don't know, but Може it's имале really interesting. мобилен смартфон некој. Да, од тоа време, да, смартфон од тоа време. Што хартија не знам дали имало тогаш. Некако, па ако го создал Бог светот во понеделник, пошто првиот ден е тоа, ова се случило по 4 дена, тоест по 5 за да биде петок. Така да. Некоја логика Па петок претпоставува. 13 не ми е. Не, ништо валјда не било ми е. 13, само било ден петок, нешто си има збунето нашиот извор на информација тука. Не можеме да знаеме што е. Столе, ти моментално во театар комедија си во представите нешто Нешто пропуштаме? пропуштаме. Вардарски Господарот на пастови. кукавицата, Вардарски пастови, случајот Хармс и сега во новата. И трудна сега во приказна. новата и повремено, но тоа е ретко, но квалитетно учествуваш во представата, многу време за ништо. не учествувам влегов како за мене, знаеш, кај тоа беше многу интересно. Тоа беше многу интересно. Се надевам дека твојот колега Едмонд Сотир, нашиот верен фан, Научи нешто од мене. Научи нешто од тебе, ќе ти даде повторно да го изиграш тој лик барем уште еднаш додека трае представата, се надевам ќе трае уште долго. Само овој пат да го научам текстот и да ми го дадат текстот за учење недела дена пред представа. Добро, тоа не навлегуваме таму, нашите слушатели нема потреба да знаат, но тоа што го направи ти беше мајсторски и беше многу добро. Значи јас чекам еден повик во студиото, но очигледно тој повик не се случува, затоа само секунда, затоа ќе кажам вака дека драги мои слушатели, бројот во нашето студио е 02 31 31 332. Секој кој што сака да се јави и да си помуавети со мене, тоест да го праша нешто Столе, слободно нека се јави. Ќе биде вклучен со големо задоволство. 02 31 31 332. А доколку некој се јави Столе и ние го чекаме тој повик додека се јави некој, јас тебе ќе ти кажам вака дека само секунда, ќе ти кажам дека
Во животот, Столе, треба да бидеш мудар, треба да знаеш како да се справуваш со ситуации, треба секогаш мудро да се справуваш со сите ситуации кога тресам глупости. Еве, ја, например, многу сакам книги. Ете, ти, например, многу сакаш книги. У градската библиотека 2 пати сум бил. Сум бил 2 пати у библиотека. Во градска библиотека Да. 2 пати си бил? Да. 2 пати си бил? Да. И? И таму си пишува све, многу убаво. Многу убаво си пишува. Да. А дали знаеш германски? Па да. Што Знам знаеш? германски. Знам да читам на француски, а на германски знам како се вика стомак. Како се вика стомак? Der Magen. Der Magen се вика стомак. Да. Стварно. А ако некој дојде и ти каже, пример, Der Magen, Windelmund, Kalatnelat, Не, јас сум искрен човек и му кажам дека не знам. Сега јас ти кажав дека малку знам ама да германски. дојде некој да ти каже Der Magen, Одма му кажам стомак. така, ете, Столе, браво. Значи, учете германски со Столе Мицов, дојдете во Театар Комедија и аплицирајте за француски, можете да се обратите кај мене, а за и за арапски до душа може, а за сите Винички. јазици од Скандинавија нагоре, вклучувајќи Од Источна го и Македонија. Виничкиот, да, Латинска Македонија, можете да се обратите исто кај Столе Мицов за винички шо праеш и да зборувате Ќе си поправим бет. свиречи јазик, тоа го вика така Столе. А Столе, сериозно, дали сакаш да читаш книги? Да. Што си прочитал последно, Зоки Поки? Не. Ствари пак ќе ми се смеат, ама јас сум голем фан на Хари Потер. Добро, тој го. На Хари Потер и Каменот на мудрост. секогаш покрај Божик или например една година ќе ги гледам филмовите, а една година ќе читам некој од книгите. Ја читав последната книга, сега кога бев во Виница. Како покрај Божик си седнуваш, покрај Божик и си читаш? Да бе, јас и Божик заедно читаме. А заедно читате со Божик? Имам сите книги од Хари Потер и му давам една на него, една на Бадник, на сите по една книга и Сите читаме. и се собирате, а? Да. Па тоа е добро. Цела екипа, многу голема друштво сме ни остави. Добро, значи еднаш годишно си читаш книга, сигурно. Не, еднаш годишно читам Хари Потер Аха. или нешто така. А инаку читам книги. Читам, так, колку да се работи. нешто. Имаме читачки проби у театар и така значи и читам. добро, и тоа тоа. секако. Затоа јас кога ќе каже некој дали сакаш, дали читаш, читам секако затоа што имам читачки проби по 2 недели минимум, така да истиот текст го вртиме цело време. Па и некој каже Вчера читав исто. Да, и вчера читаше. Фейсбук, да. Види, тоа е добро и со смартфоните сега. Така и ние стануваме посмарт затоа што цело време читаме. Иначе додека немавме мобилни телефони, не читавме. А јас сериозно би сакал да препорачам една книга која што ја дочитав пред неколку дена, се вика Како да го убиеш Да Винчи, е на Роберт Галвес. Релативно нова книга во Македонија, пристигна пред само 3-4 недели, се уште нема превод на македонски, јас ја читав на нашиот братски јазик српскиот. Брача Срби, сериозно е многу добра книга. Исто така добра книга, доколку сакате SF книги, би ви ја препорачал Ендерова игра или Ender's Game. Има и филм со Харисон Форд, но прво прочитајте книгата доколку сакате, па гледајте го филмот затоа што ќе ви се расипе, како се вика, ќе ви се расипе сликата. Додека ние чекаме слушател, ќе одиме со уште една песничка да го затоплиме ова наше Скопје, мој твое Столе. 4, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Жите. Оу, жите. 96 мегахерци. Ало! Имаме гледач на линија, слушател, тоест, повелете. Алло. Ало, во програма сте, дали се слушаме? Не се слушаме? Гледачот најверојатно слушателот ја прекина врската. Добро, додека чекаме втор слушател на 0231313332, ќе продолжиме со нашиот муабет. Столе, нашиот, мојот и твојот еден од омилените актери Том Харди изваде нова серија која што се вика Табу. Извади. Како се вика? Извади. Добро, нема Извади, врска. Извади нова серија. The new series came up with Tom Hardy. Дали ја гледаше? No. Значи, излезе пред 10 дена. А серијата е фантастична. Пред 3-4 дена уствари, новата е за 10 дена епизода. Серијата е фантастична, морам да кажам, кој што не ја гледал обавезно да ја погледне. Табу. Ало? Ало? Алло. Ало, во програма сте, повелете.
Ај, добар ден и други дезинформации, како сте? Добро е, вие Добро. како сте? Еве, ве поздравуваме, Драгане, сите ве сакаме. Ве гледа цела Македонија многу, се радуваме по дома. Од каде ни се јавувате? Да? Од каде ни се јавувате? Скопје. Дали сакате да добиете тепсија бурек или кило брашно? Сакам да добијам зејтин. Што? Маре, зејтин. Прашај дали има од автосервисот уште за колана. Од автосервисот има уште. И за Лиде од козметички салон ако има. И за Лиде има. Прашај. И за вака сега, значи имаме масло од автосалонот ако сакате, улје што го викате вие, за мачкање на лицето за Лиде ако сакате да ви дадеме. Може, кажи. Може, кажи. И за салон. Жаре, соле да ве поздравам, ние сме во живо на проба со Лидија Дедовиќ, нашата режисерка на новата представа Трудна приказна, и само да ги поздрави нашите слушатели. Hello everybody. Hello everybody, Лидија, како е? Ćao, kako ste svi, dobro? Evo, super, imamo емисију, дочи ćemo mi za 15 minuta tamo da vas pozdravimo. Ке дојдемо емисија, ке ја поздравам. Za 10. За 10, добро. У најава на новата представа на театар комедија Трудна приказна од Благица Текуловска режија Лидија Дедовиќ, ве поздравуваме за салонот. Ке прашам бе за салонот, ве поздравуваме од проба, се гледаме, фала ви. Голем поздрав до театар комедија, тоа Се беше убаво. нашиот и ваш Атанас. Се убаво, Столе, ајде, чао. Гледаме се. Тоа беше нашиот и ваш Атанас. Кристинче тука, И Кристинчето поздрави го. Ајде, чао сега. Ајде. Немаме време. Ајде, значи ова беше Чао. нашиот и ваш Атанас кој што не заборави од проба директ се јави да потврди каде е, а тука е мојот и ваш Столе. Значи бевме на Том Харди. Да немаме пак слушател, немаме. Кога ќе имаме ти само поврзи. Добро, Столе, Зборевме за серијата, за новата серија. ти не ја погледна, така? Не ја погледнав, јас сакам да ми се присоберат барем една сезона, пошто јас сум таков тип на човек кој ќе седнам сакам да гледам. Да, но ќе треба да чекаш 8 недели најверојатно затоа што се 8 епизоди. Ќе почекам, Тоа ќе се си скоро 2 почекам месеци. јас. Да, ќе си почекам. И има слушател. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали е тоа нашиот Трајче? Да, од Прилеп. Трајче од Прилеп, нашиот верен слушател. Кај си бе, Трајче? Еве, низ доле се топлиме, многу ладно. Ладно Прилеп, а? Да, сега ќе обвртиме буреко со париче, повелете, дојдете. Фала многу, ние нашето париче си го завртивме. Да не сакаш нешто случајно да го прашаш, Столе? Ами немам некој прашање, дали е добар и како му оди од рака. Од рака. Ха-ха. Супер. Тоа е трик прашање на Супер. Трајче. За табла збориме за За било шо, дали ти оди од рака? Табла ми иде доста в задње време. Инаку добар сум, ти како си добар? Бомбона, подобро не може да биди. Еве Браво. да ти се падне парето вечерва. Да ти се падни Трајче парето, братче. Фала што се јави и голем поздрав до клубот Лас Вегас во Прилеп. Си отиде. Ајде, чао, Трајче. Се гледаме, Трајче. Трајче не напушти. Значи, Том Харди, Столе, сакав да ти кажам, ќе треба да чекаш 8 недели, а серијата ветува една, значи, кога јас би требало да го карактеризирам серијата жановски, би кажал мистика, трилер и акција. Значи, 3 во едно, кое што ќе биде, како да ти кажам, ремек дело. Мислам дека ќе биде во, како се вика, на исто равниште со сериите кои што котираат доста добро во последните 5-6 години како топ 3. Мислам дека Табу ќе дојде во топ 3 според мене. Па, Гледам ја не се пристрасно затоа што сомневам. многу го ценам и го почитувам Том Харди како актер и тоа што го направил е фантастично. Но и целата актерска екипа што е внатре одбрана е исто така многу добра. Да, погледнав дека играат исто многу добри глумци. Многу од нив играат во Game of Thrones. Да, Исто во House of Cards. во House of Cards точно Да. така. И дека е супер екипа, исто така, не знам дали знаеш дека Том Харди е еден од сценаристите на серијата. Сценарист и продуцент ми се чини. Да. Да. Исто така е добро што, значи во најава беше измешани се, тоа многу сакам кога на филм го прават, се мешаат две култури, два светови се мешаат, значи два света. Значи ова се дешава во Лондон, сега не знам дали беше крајот на 1800 или почетокот на 1900, не знам, а цело време има паралела со некоја ветена земја што се наоѓа помеѓу Америка и Англија во меѓународните води и е нешто поврзано со индијанските племиња. Така да, мислам дека ќе имаме добра мистика, многу добро ќе биде тоа. Супер кул.
Само ќе си почекам јас. Немој да ми кажуваш ништо. Ништо не ти кажувам, тоа е тоа Серијата. што го кажав за сите, тоа беше и за тебе. Значи, полека ќе треба да се одјавиме, Столче другарче, Столче, фала ти што беше гостин во мојата емисија. Ми беше мило. Комичен Фала Мегахерц. ти што ме покани и така. Фала ти и тебе што улета и секогаш улетуваш кога е потребно. Значи, Столе е дел од Комичен Мегахерц, без Столе Комичен Мегахерц нема да биде тоа што Комичен Мегахерц е. Доколку немаме слушатели, се разбира дека немаме затоа што ќе ни кажа. Јас полека ќе кажам фала ви на сите што бевте денеска со нас во етерот, фала ви на сите што не слушавте. Имајте убав остаток од денот, вечерва е стара нова година. Уживајте, не пијте многу, пијте умерено и сакајте се, викендот е пред вас. Се гледаме понеделника, се слушаме во петок, кога беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Жарко Димовски и Столе Мицов во случајов датум на емитување на емисијата 13.1.2017 година, продукција Радио Слободна Македонија. Слушајте во боја. Чао. Чао. Комичен Мегахерц.